Деловната соработка меѓу македонските и холандските компании се повеќе се проширува и зајакнува, при што странските партнери во соработка со домашните фирми инвестираат во Македонија, вклучувајќи и општина Кочани. Инвестициите се во различни производни дејности, во кои покрај сопствениот капитал се ангажираат и македонски работници. Такви се констатациите што произлегува од работната средба што заменик амбасадорот на Кралството Холандија, Андри Ван Менс, ја имаше со своите домакини во локалната самоуправа на Кочани. Солидните услови за работа и инвестирање постојат и во нашата општина, при што досега неколку холандски фирми инвестирале сопствен капитал и имаат намера така и да продолжат. Гостинот од Холандија рече дека својата функција во амбасадата започнал да ја извршува од неодамна, па ова му е прва посета на нашата општина, надевајќи се дека во наредниот период ќе следуваат нови средби. Ги посетувам холандските компании што се во земјата. Дознав денеска на состанокот дека Кочани е град на оризот, од друга страна Холандија е земја на компирите. А самото тоа што има 4 големи холандски компании како инвеститори во Кочани, кои што вработуваат повеќе стотици работници, е знак дека има потенцијал за соработка во повеќе сфери. Се радувам на можностите за понатамошна соработка и на повторно гледање со градоначалникот и понатамошни посети на општината, при кои што ќе се развијат, ќе се отворат нови можности за соработка на холандски и македонски компании. Во Кочани има 4 фирми што се целосно холандски инвестиции. Сите тие се во различни области на производство, при што, како што рече заменик амбасадорот Ван Менс, иако во моментот нема информации колкава е нивната вкупна вредност, најважно е што во нив работно се ангажирани домашни работници. Досега во општина Кочани успешно функционираат компанијата Антура со својата технолошки високо софистицирана лабораторија за производство на украсни цвеќиња орхидеи, потоа текстилната компанија Vima Fashion, што започна со работа пред краток период, а пред старт со работа е и компанијата Nido Global Textile, чија дејност ќе биде шиење на заштитна облека. Четвртата холандска инвестиција е Gerlofs, која се занимава со услуги за климатизирање и вентилација на големи објекти и изработка на големи ладилници.